Дали исто и вие, како и јас, имате чувство дека се разводнува работата околу Кочани? Дали и вие имате чувство дека скоро ништо не се случува? Го имате ли чувството дека одредени луѓе се покриваат? Го имате ли чувството дека истрагата не е опфатна, не е целосна и не е транспарентна? Јас имам такво чувство и моја е да го кажам, не да ве убедувам, туку да остане, како што сме рекле многу пати досега, трага во времето. Имам чувство дека власта успешно се справи со протестите, дека целокупниот државен и партиски апарат беше вклучен во тоа да се влезе буквално во најситната пора и да се демотивираат луѓето да протестираат. Оние луѓе што бараат правда за 60-те починати во Кочани и не се знае точниот број повредени. Значи немаме се уште ништо дефинитивно во бројки изразено. Значи се потрудија да дадоа голема енергија од себе, затоа што мислат дека ако се протестира, ќе се протестира против нив. Што е многу чудно, бидејќи народот, децата што протестираат, бараат правда, бараат расчистување со корупција. Ова е индикативно и дури подсвесно покажува дека власта самата себе се гледа како корумпирана. Инаку, зошто би сметало на било која власт, која што сака да расчисти со криминал, сака да расчисти со корупција, сака да расчисти со нефункционален апарат, сака да ги подобри законските регулативи, сака да ги смени условите за одење во дискотека и така натаму, зошто би сметало на таква власт, ако некој протестира и бара сето тоа да се смени? Едноставно, имаат идеално оправдание, кое што често го користат, па ние сме само 10 месеци на власт, или Панче е само година и 2-3 месеци на власт. Не сме стигнале све да се справиме и така натаму, што е флоскула, но ете ја користат. И велам, ова беше идеална прилика за нив да се дистанцираат од криминалот, да се дистанцираат од корупцијата и да покажат една нова енергија или различност од системот. Меѓутоа, власта го зазеде токму обратниот курс. Таа ја искористи апаратурата на државата и на партијата да им влезе директно, конфронтацијски, но и микро по сите семејства, барајќи ги членовите и блиските во местните комитети, за да им се заканува, за да ги демотивира да не искачат на протести. Сега не успеале уште само во Кочани тоа да го направат, но не се сомневам дека согласно значењето на партијата во општествениот живот, односно можностите за корупција кои се гигантски што ги има партијата, советувања, закани и сите останати алатки, не се сомневам дека дури и таму ќе се обидуваат, а можеби ќе успеат да ги сузбијат протестите. И окей, тоа ќе купи привремен мир. Оној што е незадоволен можеби нема да протестира, но задоволен да стане нема. А тоа ќе покаже дека и покажува според мене, меѓутоа остава малку време да го увидите, ако веќе не сте го виделе, дека оваа партија на власт не е поразлична од претходните и дека оваа партија на власт, наместо да го подобрува животот, ќе ги користи алатките за принуда кои што ги има во своји раце, за да врши притисок и за да врши заштита на своите челници.